Значи, тие синдикати што преговараат за К-15 за одреден број административци, сосема е незаконски и нерегуларно, затоа што во еден дел на колективниот договор се подпишуваат мерки за 55.000 административци, а во другиот само за 20.000 административци да добијат одреден бенефит како што е К-15. Како што знаете, ние во изминативе неколку години излегавме на протести, и дел од синдикатите имаа штрајкови, во кои што една од барањата беше исплата на К-15 во целиот јавен сектор. Затоа што се прави оваа неуставна и незаконска дискриминација во јавниот сектор, еве уште еднаш кога го изразуваме нашето барање за К-15 на целиот јавен сектор. Затоа што веруваме дека ќе се најдат одредени број на административци или вработени во јавниот сектор кои што ќе го обжалат овој колективен договор кој, верувајте, на Уставен суд би требало одма да биде поништен. Значи нема такви, колку што знаеме. Така. Прво беше објавено дека функционалната анализа ќе се прави со методологија која што е изработена преку европски проект, со европски пари, но гледаме дека во последниот период, пред еден месец, владата донесе одлука дека тие што немаат направена функционална анализа институции, ќе го прават преку анкетни листови кои што беше изгласан на влада. Така да со тие анкетни листови кои што се даваат на директорите во нивните раци, тие да пополнат кој е вишок на работно место или не е вишок на работно место, самите да процените дали е тоа политички притисок или нешто што се случува пред избори. Затоа кажуваме дека одредени синдикални организации за некои лични профити го премолчуваат ова, што за нас е секако неприфатливо и кажуваме дека поштро ќе се спротивставиме на ваквите действија. Како и што изјавивме многу пати претходно, еве и во овие наши барања, кажавме дека законот за работни односи нема да биде донесен, затоа што првиот рок беше крајот на 2018, вториот рок беше крајот на 2019, гледајќи дека има глумење и политички циркус во дебатите каде што се разговара за едно суштинско прашање за работниците, најсуштинскиот закон за работниците. Ние многу пати кажавме во минатото дека овој закон нема да се донесе затоа што нема сериозен пристап од сите фактори кои што се вклучени во овој процес.